тие што викаат дека биле 40. Досега не слушнав да кој ги преброил дека биле 40. Ако тие четворица кои биле во паника или најверојатно спиеле, тројца од нив врзале, едниот го оставиле неврзан за да може да ги ослободи после. Значи, толку е тоа, јас би рекол, пошто викаат тероризам, јас би рекол наивен тероризам, иако таква дефиниција не постои за наивен, па би додал примитивен, а некој од нас рече многу хуман тероризам. Значи, по моето длабоко убедување, ниедно од тоа не држи, него целта на оваа, не ќе да навлегувам кои се организатори, да се скрене, односно дефокусира вниманието на македонската јавност од актуелната сложена политичка, институционална и безбедносна криза во Република Македонија. И привремено, мислам дека во тоа успеано, до сабале како слушам, некои како ќе бранеле Македонија, да ги прашам од кој ќе ја бранат, зашто ќе ја бранат. Јас сум длабоко убеден дека нити албанската етничка заедница, нити македонската, нити Косово како самостална држава во овој момент немаат интерес да избијат некои меѓуетнички судири во Република Македонија. И ние како интелектуалци овде, или професионалци, поранешни генерали, заменици, министри и така натаму, сакаме од ова место да упатиме многу јасна порака и до македонците и албанците и сите етнички заедници во Република Македонија, па и пошироко, да не дозволиме наивно некој да не вовлече во некои меѓуетнички судири во Република Македонија. И од ова место и јас, како одговорен човек, упатувам еден апел дека треба да направиме се што е возможно некој да оваа ситуација не ја злоупотреби за избивање на некои меѓуетнички судири. Меѓутоа, ситуацијата сега и 2001 е многу различна, амбиентот и сега да не го елаборирам, мислам дека во тоа не може да се успее.